Обвинетите Никола Груевски, неповолните суди во отсутство, обвинетите Милена Киевски, Александар Пековски, Дарко Стојчевски, Тања Трифуновски, Трајче Петровски и Игор Бошковски. Виновни се за насилствата во општина Центар во 2013-тата. Бегалецот екс-премиер Груевски доби казна затвор од 1,5 година, а неговиот близок соработник, поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски, доби условна казна од 1 година. И останатите учесници во насилствата добија условни казни. Сите се задолжуваат да ја надоместат штетата направена врз општинскиот објект. Обвинителството не е задоволно од висината на казните, најави жалби. Не сум задоволна од изборот на видот и одмерувањето на висината на кривичната санкција. Како прво, го кажав и во завршниот збор, сметав дека алтернативна мерка, условна осуда доаѓа предвид само за осудениот Игор Бошковски и тоа и го предложив во мојот завршен збор. За другите обвинети сметав и се уште сметам и затоа ќе се жалам на тој дел од одлуката дека освен казна затвор не доаѓа предвид друг вид на кривична санкција. Не е задоволна ниту одбраната на дел од обвинетите. Адвокатот на Милена Киевски бараше ослободителна пресуда за својот клиент. Секако дека не сме задоволни и ќе ги превземеме сите законски средства во подамошниот тек кога ќе ја добиеме во писмена форма пресудата со целото нејзино образложение. Верувам 100% со сигурност дека ќе ја обжалам. Процесот траеше 4 години. Обвинителството се откажа од гонење на Даниела Рангелова, Милан Андоновски и Борче Богдановски. Предходно за овој случај вина признаа четврто обвинетиот Томислав Лазаров и пето обвинетиот Јордан Ристевски за што добија условни казни. Шамарите во Центар беше еден од случаите што ги отвори поранешното специјално јавно обвинителство. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.